Сојузот на синдикати на Македонија ги отфрли како неточни информациите дека вчера во зградата на ССМ Дарко Димовски бил физички нападнат, а потоа е задржан на лекување на травматологија во градската болница. Истовремено од ССМ информираат и дека се поднесени нови кривични пријави против Димовски, Пецо Груевски, Живко Даневски и Пеце Ристевски за фалсификување на исправа, злоупотреба на службената положба и злосторничко здружување, за кои се отворени и постапки од основното јавно обвинителство, дела казневи со 3 до 10 години затвор. Против лажно представуваниот ВД председател Дарко Димовски, сторител на повеќе кривични дела, поднесени се повеќе нови кривични пријави, вклучително и за групата фалсификатори и синдикални пензионери, за насилно преземање на зградата на ССМ, нарушување на владенија, попречување на нормално функционирање на ССМ, попречување на работата на други грански синдикати, самовластие и други кривични дела, за кои исто така се предвидуваат повеќе годишни казни затвор. Се додава во соопштението. Ситуацијата ескалираше вчера кога председателите на гранските синдикати на УПОС, СИЕР, Суткос и Агро, кои избраа ново раководство и своеволно го разрешија председателот на ССМ Живко Митревски, ја окупираа зградата на ССМ и одбиваа да си заминат. Неодамна Советот на ССМ на седница гласаше за исклучување на овие грански синдикати поради сомнежи за кривични дела, фалсификување документи, кршење на статутот и неплаќање на членарина, а Митревски вчера поднел и барање за асистенција од полицијата како актуелен председател на ССМ, откако Министерството за труд и социјална политика ја верификуваше неговата легитимност. Сакаме најостро да ја демантираме најновата лага на Дарко Димовски, кој на најбезобразен начин пласираше лага дека бил физички нападнат. Станува збор за лага со цел тој и целата група фалсификатори да се извлечат од одговорност за кривичните дела. Стои во соопштението на ССМ.